Зошто е добро да се употребува природна козметика? Кои се бенефитите од користењето на органска природна козметика за нашето лице и за нашето тело? Токму пред 5 години две млади ентузијастки, Бисера Крстевска и Андријана Васик, се одлучуваат да основаат свој мал бизнис, односно да прават органска козметика која што ќе биде буквално наменета за сите возрасти. Што се сочинува нивната палета која што го носи насловот Bloom, каде се можете да ги најдете, но секако и за бенефитите од употребата на органската козметика. Ово утро разговараме со овие две млади девојки. Најпрво ќе ви посакам добро и убаво утро. Добро утро. Може ли да се навратиме 5 години наназад, кога започна Bloom со употреба, односно каква беше вашата прва рачна изработка на природна козметика? Кој беше првиот продукт кој што го направивте? Првиот продукт ни беше сапун. Почнавме со изработка на повеќе видови на сапуни. Најпрво поради наша лична потреба, во тоа време не можеше да се најде толку лесно тоа што нас не беше потребно и затоа почнавме, тоест се обидовме да направиме нешто за нас и беше успешно. Па почнавме да го подаруваме на пријатели, кои потоа почнаа да ги бараат за подароци за нивни пријатели и така некако се создаде идејата да започнеме со продажба на нашите производи, а потоа и со зголемување на палетата. Чива беше идејата, еве вака заедно нели да се споите и да си кажете, еве од денеска почнуваме она што го нема нели на пазарот за нас, да си го направиме ние лично. Идејата беше заедничка, бидејќи и двете имаме, да кажам, некој проблем со кожата. Јас имам пресува кожа, Андријана исто така има реакција од производи козметика што имаат нели што се со хемиски состав. Некако така буквално седевме, се договоривме да почнеме да пробаме да направиме нешто за нас и така се случи се тоа да го основаме Bloom. Така, природна органска козметика, тоа што постоите веќе 5 години, влегувате во 6-та година, покажува дека луѓето навистина имаат потреба од производите на Bloom, но што сочинувате, ве велиме, природна органска козметика, што е, се верувам дека е природно, нели, во материјалите кои што се употребуваат, но што сочинуваат? Базата на нашите производи е маслена, имаме исто така и путери, користиме во нив, мирисот го добиваме од чисти есенцијални масла, боите ни се од некои од зачини, од кафе, активен јаглен, така што се е потполно на природна база. Така, она што верувам дека голем дел нели од жените секогаш нели повеќе се грижиме за лице, за кожата на лицето и на целото тело нели, но кои се можеме да ги употребува производите? Дали можеби можат и децата да ги бањаме нели со овие сапуни, да ги користиме путерите за тело за деца? Нашата козметика е наменета за деца и за возрастни, со тоа што пример летово ни беше најпродаван кремот со фактор. Исто така многу ни го купуваа за деца. Исто така сапуните да се препорачуваат, нели може и деца да ги бањаат со нашите сапунчиња бидејќи се 100% природни, нема никакви хемикали. Што сочинува и колку е макотрпен е процесот на изработка на органската козметика? Долго ли трае еден процес, да речеме, на изработка на еден сапун? Изработката на сапуните трае долго. Самиот процес по себе не е долг на изработка, можеби околу 2 часа ни е потребен да направиме неколку калапи, една тура да речеме. Меѓутоа целиот процес за да биде готов сапунот трае до 6 недели, некогаш и повеќе. Се става во калапи сапунот и треба да се исуши, потоа го сечеме и така треба да одмара и да се суши некои 6 недели од прилика. Дури тогаш може да се употребува на кожата. Значи не е баш едноставно, иако вака изгледа мало сапунче, но сепак не е едноставно. Повеќе работа и му треба многу повеќе време, а додека другиве производи што ги имаме, процесот на изработка можеби им е подолг во самиот момент, меѓутоа се спремни за користење само што ќе ги завршиш.
Да, природна органска козметика, но тука ја вклучуваме нели и амбалажата, која што е стаклена, односно не користиме никакви пластични материјали за амбалажата на сите производи. Оно што јас успев да го дознам е дека секој кој што ќе ја врати амбалажата се добива мал попуст, така е? Да, добива некој символичен попуст со тоа што битно ни е да ја кренеме свеста кај луѓето дека може да се врати нели стаклената амбалажа, дури некои има и што ни ја враќаат и хартиената амбалажа. Ама повеќе се удира акцент нели на стаклената амбалажа, таа што е оштетена ја рециклираме, а другата нели се реупотребува. И задоволни сме од тоа што да има се повеќе што ни ја враќаат амбалажата. Се надеваме дека и другите мали па и големи бизнеси дека ќе го следат примерот и дека ќе се погрижиме да зачуваме средината, да. Да, навистина со тоа се покажува нели колку е се природно, затоа што можеме да со еден наш мал удел да зачуваме животната средина со тоа што ги враќаме нели на рециклирање, односно на реупотреба амбалажите кои што се од стакло, во кои што се сместени нели производите на Блум, но Иве 5 години да се опстои, тешко е, лесно е во Македонија со мал бизнис, колку имате поддршка од луѓето, од граѓаните, колку луѓето кај нас себе ја подкреваат свеста и за сами себе нели да не внесуваат хемикали, односно да употребуваат органска природна козметика. Имаме поддршка доста голема, се зголемува со текот на годините, колку повеќе луѓе дознаваат, толку повеќе се заинтересирани и ги интересираат повеќе детали околу процесот на изработка, какви состојки користиме. Најчесто ги купуваат млади мајки за своите дечиња, тоа ни е најголемата публика. Имаме поддршка во односи на базарите, повеќе доаѓаат, ние немаме физичка продавница, продаваме само онлайн во моментов. И имаме голема поддршка кога учествуваме на базари. Да, базарите се и тоа како значајни, нели особено кога се работи за рачните изработки. Споминавте дека можат да ве најдат онлайн, односно вашата продажба се одвива онлайн, но и каде е следно, може да најавиме некој следен базар каде што ќе можат да ве најдат луѓето и да си ги пробаат нели пред се овие производи на Блум. Следен базар ќе биде во Сити Мол, ќе има сајм за чај, ќе се одржува сега во ноември од 17, 18 и 19. И него многу не беше мило што не повикаа, бидејќи им се уклопуваме во тој цел нивен концепт, бидејќи нели во нашите сапуни користиме невен, користиме лаванда, кои исто така нели се билки со кои што се прави чај. Така да ќе тие што сакаат да не видат, ќе имаме изложено од производите, ќе имаме и тестирчиња, може да не посетат и би било супер, ќе има убава дружба, затоа што ќе има и многу други изведувачи што да се поврзани со чај и некои такви рачни изработка. Да, но оно што исто така е интересно, споминавте првиот продукт беше сапунот, но како поминува годините, времето, се повеќе се развивавте и палетата нели на Блум се прошируваше. Дали можеби сега спремате или во најава имате нешто ново кое што ќе сакате да го пласирате? Да, во моментов работиме на нови производи. Малку ни оди поспора, затоа што имаме многу работа, многу обемна работа, само 2 сме и целата работа сами ја вршиме околу Блум. Меѓутоа очекуваме за неколку месеци да извадиме цела нова палета на производи. Јас ви благодарам за одвоеното време. Се надевам дека на секој може начин ќе покренеме свеста пред се за користење на природна козметика за себе, за нашите најмили, но секако и за повратната амбалажа со тоа што ќе зачуваме нели животната средина. Ти благодариме многу што не покани. Беше навистина задоволство да разговараме.